Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на АСТМ телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Еве што ќе може да гледате вечерва, почитувани гледачи. Добра социјална политика води опозицијата, невработен стана се градоначалник. Жерновски е долго време во политиката. Си купивте нов француски клуч. Тоа беше професорот Фрцковски. Сега општина Центар ќе граничи со Република Српска во општина Карпош. Добро, вие се... Што не поклонивте бурек на Филеб? Да бидам искрена, значи не беше планирано ништо. На локалните избори 2009 година СДСМ имаше кандидати во вториот круг на изборите некаде во 20 на општини во рамки на Република Македонија. Ниту еден од тие кандидати не победи во вториот круг. Од тие причини во македонската опозиција во СДСМ се помалку изненадени што нивните кандидати победија во градот Куманово и во општина Центар. Стојне Пенов, добра социјална политика води опозицијата, невработен стана се градоначалник. Добро, тоа ако се шегуваме, Жерновски е долго време во политиката и беше момент кога требаше да се обиде да добие извршна функција. И сега како што стојат работите ќе се прегласува до Скопје 2014. Сите места се обжалени, се надевам дека во ДИК ќе се соберат сили да сепак се признае победата, бидејќи особено во вториот круг граѓаните излегоа и на таа силна негативна кампања, на тоа насилие што се случуваше во првиот изборен круг, одговорија со излезност со глас за Жерновски. Никој не очекуваше. Веќе изминатите 20 години безмалку СДСМ никош не покажал дека има сила да ја сврти работата или не знам да ги добие изборите во втори изборен круг. Некаде 20 на кандидати за градоначалници има 2009 година, никој не доби во втори изборен круг против ВМРО ДПМН. Тука на некој начин беше изненадување Куманово и беше изненадување Центар. Сите ги прежалија и Дамјановски и Жерновски и народот гласаше посебно на тој дош, на тоа невреме и на тој прилив на гласови од пустеци. Секоја општина има посебна специфика и треба посебна анализа да се прави. А за Центар, тоа што го гледав и чувството, прво, Центар е најинтелектуална општина во Македонија. Анди Бајрам има победуван во Центар. Добро, но... Во Дебар мало. Да, таа структура е најтешко да ја изнесеш со пароли или со... 12 години е власт во ВМРО ДПМН во Центар. Но, овој пат не излегоа луѓето поведени од политичките пароли, туку излегоа од срце да се спротистават на тоа што се случуваше во општината Центар. Се сеќавате тие насилие со менување на детални урбанистички планови, насилното поставување на Скопје 2014, подценувањето на граѓаните со доведување на гласачи од пустец. Па ако сакате и таа негативна кампања придонесе тие луѓе самите да проценат и да излезат. Всушност, ВМРО беше поразен во Центар од својата стратегија, свој модел. Бидејќи, знаете, ВМРО низ цела Македонија смета дека 50 евра во џебот на обичен граѓанин вредат многу повеќе отколку 2 милиарди евра во буџет на државата. Овде во Центар се покаже дека пола милиарда евра вложени на 1 километар квадратен се помалку значајни, нели, во споредба со 50 евра што не успел да ги стави во џепот на граѓанинот. Да, затоа што им се одземаше просторот на самите граѓани во Центар. Значи, може некој да му се допаѓа некој споменик или некој објект, но сепак тој мога завзема просторот за живење. На крај едно исечено дрво вредеше повеќе него еден поставен споменик. Апсолутно. Тоа е филозофијата на ова што се случи. ВМРО ДПМН многу тешко го прими поразот во општина Центар и во градот Куманово, бидејќи де факто Никола Груевски се прогласи за шеф на изборниот штаб во општина Центар, а неофицијално министерката за внатрешни работи беше главна во општина Куманово од редовите на ВМРО ДПМН. И сега, господине Пенов, имаме два града кај што Груевски формално беше прогласен или за шеф на изборен штаб во општина Центар, неформално се шпекулира дека Гордана Јанкуловска била шеф на штабот во Куманово, и двата града ВМРО ги губи втор круг и сега влага во еден циклус на прегласување, како што велам, до Скопје 2014.
Да, па нели и Жерновски излезе со една пресконференција, јас веќе не се борам со Тодоровиќ, се борам со Никола Груевски и со неговата политика и токму на тоа мото практично беше добиен вториот. И сега се наметнува тезата Сталинград, односно центар е Сталинград на македонската опозиција. И то колку делува вака, да речеме, оптимистички за опозиција, толку е опасно, бидејќи кога би бил центар Сталинград, тоа значи дека после една тешка битка треба центарот да остане рушевина. Спремна опозицијата да влезе во еден таков процес со Никола Груевски, дали е спремна опозицијата да влезе во еден таков процес на, ајде да речеме, детронизирање на целиот тој проект Скопје 2014 и колку тоа може да биде опасно за самата опозиција. Знаете како, значи за Скопје 2014 народот има една поговорка која би ја употребил. Кога еден будала ќе фрли камен во бунар, 100 паметни да најдете, не може да го извадат. Овој голем камен беше. Да. Пола милиарда евра камен. Добро. Сакам да кажам, направено е. Или ако сакате, штетата е направена. Не може тоа со исто такво насилие да се совладува или да се исправа така. Сака да каже дека каменот не може да се демонтира со француски клучи. Не, да бидеме реални. Прво се добива мандат за да се подобрат условите на живот во општината. Клучно е, господине Пенов, да се види кај е направена таа пералница на пари. Еки тие споменици се ставени. Ќе дојдеме до тоа. Тие се наши пари на крајот на краиштата. Ако јас не сум сакал Скопје 2014 се гради, бидејќи ми трошеле мои пари, сега верувајте дека колку да сум против Скопје 2014, јас не сакам да се руши нешто што е изградено со мои пари на крајот на краиштата. И рушењето ќе чини исто толку колку и градењето, да немаме илузии. Ако не и повеќе. И повеќе, добро. И господине Пенов, ако во Скопје, односно во центар е поразена политиката на Груевски, како што вели опозицијата, како што јас сметам дека навистина е поразена политиката на Никола Груевски, тогаш лагањето во рушење на тие споменици де факто значи легитимирање на политиката на Никола Груевски. Да, во истиот филм. Значи вие сте исти ко Никола Груевски, немате разлика тогаш, тој гради, вие рушите. Значи, тој силува одредена јавност. Можам да тврдам, со Жерновски долго време сме заедно, сме работеле во градот. Стилот, карактерот негов е да гради, не да руши, да подобрува, не да влошува. Гледате Груевски колку тешко го прима поразот од центар. Тој го прима поразот заради другиот аспект кој што го споменавте и вие, кој што Жерновски го неуваше во кампањата, тоа е ревизијата, односно обелоденувањето што и на каков начин се случувало. Овие прегласувања, можни што се најават, ние снимаме среда, ќе треба до петок да се знае постапката во Државна изборна комисија и во управниот суд, ќе се знае каде и колку ќе се прегласува. Мислам дека е само купување на време до конечното условно речено изнесување можеби на одредени документи и докази кои би биле на некој начин или на исплати. Значи има големи ставки од државниот буџет кои преку општина Центар треба да поминат за да се исплаќаат досегашните градби и овој период да се искористи за тоа. Иако да не го подценуваме ВМРО да помане, ако постои шанса да тие не ќе имаат. Добро, господине Пенов, нели се плашите помалку, бидејќи еден сплет нови големи олигарси беа вклучени во проектот Скопје 2014. Големи пари се уигра. Значи од леарници, од споменици, од што ли уште не, тие луѓе реално имат финансиски интерес од тој проект Скопје 2014. Тој финансиски интерес ги врза до ВМРО ДПМН. Тие се на некој начин сега сараснати како петок и сабота. И ако вие влезете во еден таков процес на ревизија, тогаш е нормално дека чепкате со прстот во финансиските интереси на тие големи, крупни олигарси во Република Македонија. Тоа значи дека тие може да финансират пари за разна друга опозиција. Лажна опозиција може ќе речете, но сепак може тоа да го прават. Имат медиуми, имат пари, може да isfinansiraат, може ние да живееме во 21 век и се треба да биде транспарентно. Ние не говориме ниту еден од нив повеќе не смее да работи или нема да работи во општина Центар. Тоа е, мислам, тоа е погубна политика. Иако на сите тие
не им е толку интерес од самата општина Центар. Тие со владиниот буџет работа, таму се големите пари, но пак ќе речем, како и за сите политики, политика на насилие, на политичко отстранување на некого да учествува во работењето е погубно. И таа политика ниту е политика на ЛДП, ниту смее да биде политика на опозициониот блок, а најмалку е на Андреј Жерновски. Сега општина Центар ќе граничи со Република Српска во општина Карпош. Добро, општините многу малку имаат потреба да соработуваат во некои проекти, но Сега по примерот на Косово може ќе побарате вертикално организирање и окрупнување на локалната самоуправа. Сакам да кажам, ако ја доживуваме општина Центар, да ја забарикадираме. Како беше слободна општина Центар? Да, ама слободна по дух. Или како велат на социјалните мрежи, јас живеам денес во слободена територија. Апсолутно. Тоа е голема победа на граѓаните. И на опозицијата, се разбира, тие граѓани излегува да дадат поддршка на опозициониот блок. Дали со право или не, тоа ќе покаже времето, меѓутоа македонската опозиција, општина Центар ја прогласи за свој Сталинград во битката против владата на Никола Груевски. И сега доаѓаме во една ситуација, изминатите 7 години, Никола Груевски, најголемиот пораз во политичка битка да го има на локалните избори во општина Центар. Тешко може тоа да го приеме. Не само што е поразена неговата политика, туку по втор пат 2002 година тој беше носител, нели, на изборната листа на ВМРО ДПМН. Некаде 12-4 изгуби од Бранко Царенковски, ако не се лажам, 11-4 или така беше некој резултат. 13-4 број на пратеници. Во број на пратеници 13-4. Значи, сега по втор пат во Центар губи избори. И по трет пат, бидејќи 2011 загуби Никола Груевски како носител, од Радмила Шекеринска како носител на СДСМ. И тоа веројатно, знајќи му карактерот на Груевски, тешко ќе го прифати. И веројатно ќе оди до крај. И веројатно ќе оди до крај пресување на волјата на граѓаните. И многу слично на тоа што се случуваше, да речеме, во Загреб, кога победуваше социјалдемократијата, Туџман ги поништуваше изборите, или во Белград што се случуваше во време на Милошевиќ. Дали мислите дека Груевски ќе оди до крај или едноставно ќе сака само да купи 2 или 3 недели да се завршат тие трансфери, плаќање, одредени документации? Се надевам дека ова второто, бидејќи сигналот е јасен, атмосферата во Центар е јасна и колку повеќе ќе се обидуваат да ја силуваат таа атмосфера, толку повеќе ќе губат на општо ниво. Мислам дека и тие анализираат. Ако Андреј Жерновски меѓу прв и втор круг велеше јас го победив во прв круг Тодоровиќ, сега се борам против Никола Груевски, треба ли нешто меѓу редови да читаме? Во која смисла? Политички. Ако се борат Андреј Жерновски и Никола Груевски, опозицијата против власта, дали нешто меѓу редови треба да ја прочитаме таа порака? Значи јас пак ќе кажам, на Андреј Жерновски задачата ќе биде да ја подобри општина Центар. Меѓутоа, преку општина Центар се покажува новото лице на опозицијата. Преку општина Центар се покажува каква можеби штетна ако политика се успее да се изгради тоа е владата на Никола Груевски. Но тоа може да се направи преку резултати во работењето во општина Центар. Тоа ќе биде основно. Мирослав Грчев во изминатите неколку години беше главен критичар на проектот Скопје 2014 година. После победата на локалните избори во општина Центар од страна на македонската опозиција, со господинот Грчев ќе отвориме дилемата. Дали можеби таа политика на француски клучеви, кои заговарат членови или делови на македонската опозиција, може да направи македонската опозиција да биде мексиканска опозиција и да остане некаде во опозиција долг временски период? Си купивте нов француски клуч? Не, јас не бев тој што предвидуваше француски клjuč за решавање на грдотиите од проектот 2014, тоа беше професорот Фрцковски. Јас имав нов француски клjuč, можеби значи 1 месец повеќе во опозиција, бидејќи тоа иритира. Тоа ги иритира неопределените. Веројатно сте помислиле во момент дека тоа можеби да има контраефект врз гласачкото тело. Знаете што, и тој француски клjuč и моите предлози за решавање на неверојатните
символи на злото, споменици на злото, кои што режимот на Груевски ги изгради за овие 3-4 години, тие се многу посериозна работа отколку што е тоа некакво стилско, естетичко, комунално или општинско прашање. И добро, еве, све да сте во право. Денес е среда, некаде 13 часот и 50 минути. Ние не знаеме што ќе се случи со прегласување во однос на приговорите на ВМРО-ДПМН на победата во Центар. Може ќе се прегласува, може би нема да се прегласува. Во моментот фактичка состојба дека опозицијата победи во општина Центар и дека Андре Жерновски, денес велам кога снеме интервјуто, е нов градоначелник на општина Центар. Тој Скопје 2014 постои таму. И вие де факто може би да бидете власт во општина Центар, а сепак да мора да го прифатите, да го проголтате ова проект или овој проект Скопје 2014 како некој политичко вомбрачно дете. Што се однесува до мене, јас немам намера да го проголтам проектот 2014 под ниту едни околности. Ако не земате француски клучови, ако не планирате да го проголтате, тогаш може би ќе земете некој булдожер. Тоа е прашање на можности. Тоа е прашање на можности и прашање на општествено-политички околности. Знаете, доколку ова веќе јасно и отворено неуставна диктатура, овој режим кој што ги вообедини сите три власти во една извршна, направи сингуларитет. Значи, тука не се работи за архитектонски проблеми, тука се работи за политички, сериозни, општествено-политички проблеми на државата. И да сте све во право. Да ја предпоставиме најстрашната варијанта. варијанта. Тоа е тамо, на 1 километар од нас се наоѓа во тој квадратен километар капитал вложен пола милиарда евра, изградени згради, споменици, наречени Скопје 2014 година. Не го употребувајте тоа како вложен капитал. Добро, тоа се пола милиарда украдени и злоупотребени буџетски народни пари. Добро, и да е така. Сепак се пари. И во што би биле поразлични од ВМРО-ДПМН, кој ги испрал тие пари, а вие ќе дојдете и ги струшите тие пари. И во едниот и во другиот случај станува збор за почитување или непочитување на волјата на еден дел од електоратот во Република Македонија. Не, тоа почитување на волјата на електоратот со градењето на Скопје 2014 нема никаква врска, затоа што вистинските обриси и бројките, описот, значи сите параметри од овој проект не беа дел од агендата на политичката агенда на ДПМНЕ и на ниеден начин не беа прашање на избор на електоратот. И добро, се согласувам со вас, меѓутоа гледате, вие во општина Центар или опозицијата во општина Центар победува со 1000 гласа разлика. Но власта во градот Скопје победува со 50.000 гласа разлика. Значи граѓаните на Скопје сепак даваат доверба на тој проект Скопје 2014. Вие тоа не може да го пренебрегнете. Не ги сметам резултатите од овие избори за никаква ориентација, затоа што мислам дека се комплетно нерегуларни, уште преди да почнат беа нерегуларни, затоа што беа изведени во услови на апсолутна политичка и економска закана на целото население. Добро, вие гласате? Јас гласав секако. Јас гласав. Затоа што ми попречи. Во овој момент не ми понудија 50 евра. Мене никој не ме пресираше. Да, ВМРО-ДПМН има авторитарен модел на владење, се согласувам со вас. Меѓутоа, вие не можете да заклучите. 50.000 гласови, не 5.000, не 10, 50.000 гласови. Па дури во општина Центар, кај што велите се гласало против проектот, Коце Трајановски го поразува Јани Макрадули. Чекајте, дали ги знаете резултатите од гласањата, народните гласања во Северна Кореја? Дали ги зимате во обзир? Ви мислите дека ние личиме на Северна Кореја? Ние сме на тој пат, тоа што ние нема да стигнеме толку крајно до таму, бидејќи околностите се толку многу различни, тоа не значи дека не може човек да ги препознае структуралните истоветности, аналогии. Пошто гледате, еден лилјак и еден слон, човек кој што нема појма од биологија, ни во сон нема да ги нарече блиски роднини кои што имаат иста граѓа. Меѓутоа, тие се цицачи, тие влегуваат во животинското царство еден до друг. Тие се први братучеди. Значи, требате да ги гледате структуралните предпоставки,
како функционира општеството, а не како се представува. Знаете, господине Кличев, И тие се представуваат за демократија народна. Прв пат ја постигнува таа цифра од 440.000 гласови на референдумот 2004 година, кој е опозиција. И од тогаш па до денес остварува изборни резултати некаде околу 400 до 480, кога е пик од 2008 година. Дали е тоа фалсификат, дали е тоа сокупување на гласови, дали е тоа изборна волја, ќе покаже историјата и времето. Но јас сметам дека ваква политичка гарнитура, како што е денес на власт, може максимално преку субвенции, социјални помошти, така натаму, да обезбеди некои 30.000 гласови, преку разни фалсификати, лични карти, бугарски возови, плюс уште околу 30.000 гласови, и тоа сепак некаде 350 до 370.000 луѓе гласаат за нив. Излагат на избори и гласаат за нив. И тоа не може да биде пренабрегнато. Гледайте, либералната демократија не е имуна, дури има генетска грешка на лажирање на нејзините механизми демократски. Значи, ние сега броиме гласови кои што се добиени на незаконит начин, со тежок државен криминал, со закана и злоупотреба на државни средства. Не е важно што тие исти гласови во други околности таа партија, нели, пред 10 години ги добила легално. И опозицијата во одредени ситуации пред 10 години доби 500.000 и над 500.000 гласа. Меѓутоа, гледате што е разлика. Не сте помислиле... Гледате, суштината на диктатурите, кои што сакаат да имаат изборен легитимитет, е што колку подолго траат, толку повеќе народ гласа за нив. Опозицијата на долги пруги во диктатури се помалци и помалци има шанси и исчезнува. Исто како што слободите на медиумите, слободите на граѓаните и така натаму исчезнуваат, се зголемува бројот на граѓани кои што се раѓаат во диктатура, односно се осмислуваат и своите погледи на свет ги сметаат за нормални доколку бидат под власт на диктатура. Значи, прашањето на времето е најлошиот фактор. Секој секунд повеќе од власта на ДПМНЕ, ние сме подлабоко во нашата собствена општествена пропаст и несреќа. Не сте помислиле во еден момент дека може би концептот промашен, дека може би стратегијата промашена, дека може би опозицијата испраќа дошта шизофрени пораки до својот електорат. Одите на избори, па прогласувате бојкот. Имате локални избори, вие барате предвремени избори. Одите на работно лето, избирате градоначалници, па после ги ставате на стенба или ги замрзнувате тие градоначалници. Коалицирате со Ќоро и Сакато во десниот дел, што излезе надвор од Никола Груевски, бркате луѓе кои биле председатели на СДСМ и така натаму. Ми се чини дека опозицијата во вакви услови кој секој глас е многу важен и многу значаен, се дозволи преголем луксус, некаде 60 до 80.000 гласови на овие избори, како млеко по калдарма да ги истори и да ги пренеси на другата страна, или секој глас кој не е на контото на опозицијата, нели еден глас повеќе на советнички листи, де факто е глас за ВМРО да помене. Тој луксус си го дозволи опозицијата. Сега подите и уште чекор понатаму. Пак говорите за француски клучови, пак говорите за рушење, пак говорите за диктатури и така натаму и така натаму. И се чини дека на тој начин го плашите електоратот. Не ви се чини дека на тој начин станувате прерадикални, дека станувате ко Лјупчо Ѓоргиевски 90-тите години. Електоратот не сака да слуша такви работи. Може би тука треба да ја барате причината за поразот. Гледате, тоа е една перспектива низ која што го поставувате прашањето. Меѓутоа, јас сметам дека перспективата е погрешна. Затоа што се зима во обзир цело време предпоставката дека се работи за електорат. Во ситуации кога е во игра економска, полициска и друга општествена, фина, закана, пофина или погруба, веќе не постои електорат. Постојат поданици со кои што се манипулира на различен начин. На голем дел од нив им се остава да мислат дека се електорат. Меѓутоа, кога ќе се внесат елементите кои што не постојат во Уставот, а тоа е злоупотреба на државни ресурси, поистоветување на трите власти со една и
закана, односно страв како фактор на општественото живење, немате слобода на медиуми, немате слобода на изразувањето, немате слобода на политичкото изјаснување и делување и воедно не можете да имате електорат. Тоа е само една маса со која што режимот повеќе или помалку успешно манипулира. И добро, не мислите дека со вакви црни катастрофични сценарии и анализи и му велите на обичниот граѓанин, види, и не е страшно тоа што гласа за ВМРО ДПМН, биќе они се семокни, они се тешко победливи, они нема шанса да бидат победени. И тоа што ти така мал никаков на електорат кој не постои во вакви услови, гласа за другата страна и не е голем греф, се извино. Знаете, Ова е многу добро прашање. Поентата е правилно да си ги процените силите. И ако вие процените како опозиција дека ова власт располага со голем режим, со многу пари, за жал или за среќа со меѓународна подршка, ако тоа им го толерират, можеби очекувајќи дека ќе го решат проблемот со името, или ќе го исчекат решавањето на косовското прашање, па ќе треба да имат одредена власт која тука како така гарантира одредена политичка и безбедносна стабилност, тогаш на таква власт веројатно треба да се спротиставите во согласно со можностите што ги имате. И ако не може да парирате на 80 општини, тогаш парирате бара на 15 или 20 кои може да ги добиете. Вие одите во бојкот, па се враќате од бојкот, па ја репринтирате 2011 година, кога бевте многу поблиску до победата и јас гарантирам да не беше тоа фемкање, ке има или нема да има избори, поставуваат или не поставуваат услови за УЈП, за Ајден и така натаму, ке победате 2011, го репринтирате сега тоа и велите Никола Груевски има режим. Па има режим 7 години, тоа треба да го знаете пред да влезете на избори и да не ги прокоцкувате тие шанси што ви биле ставени на маса. Ние цело време и понатаму уствари играме според правилата на представата која што режимот ни ја наметнал. Режимот има едни основни правила, а тоа е ги држи формално сите прерогативи, формално, како кулиси. Како Скопје 2014. Како што е тоа Скопје за некои други, нели, нивни идеи, во целата држава судовите постојат, уставот постои, се носат закони, парламентот работи, изборите се постојат, партиите се гласат. Се што е на површината и се што е запишано формално и номинално, а е парламентарна демократија и уставна и така натаму, од оној тип за кој што сите се одлучивме, се тоа се негира во фактичката пракса. Целото тоа практично представува едно Потемкиново село, еден кулис, зад кој доле се случува една друга стварност. Сега, ние, значи, живееме во шизофрен свет, во кој што цело време бираме, чекај сега, дали сме во онаа формалната стварност која де факто сме присилени да работиме по неа, или во вистинската. Не можеме ние да дојдеме до вистински заклучоци ако ги држиме двете паралелно. Значи, или е во прашање режим кој што не си ги почитува собствените закони, устав и така натаму, или е демократија која што има вообичаени проблеми во своето функционирање. Ако се одредиме за првото, тогаш не можеме да употребуваме да ги користиме како веродостојни резултатите од изборите или резултатите од анкетите. Таму владеат други принципи. Таму владеат принципи на страв, на адаптација, на екзистенцијално одлучување, како да се прикрие и така натаму. Ги знаеме сите оние својства на општества и на психосоцијални модели за прилагодување кон тоталитарни општества. Двата коалициони партнери, реформаторите на Никола Груевски и командантите на Али Ахмети од 2008 година се партнери во владината коалиција. Во изминатите 5 години тие на некој начин се специализира како да не ги решават клучните проблеми во државата, а да се претворат во вистинска машина за добивање на изборите. Едните беа реформатори, другите беа команданти. Почнаа од две сосема спротиставени позиции. Очекувањата беа сосема различни, да ја реформират Македонија, да ги задоволат националните прашања, националните права. И на некој начин како кромит, љушпа по љушпа се одбиткуваше и на крај се откажа безмалку од сите политики, остана една политика која успешно ја реализира, тоа да победуваат на избори. Тоа го прават перфектно.
Вие ако погледнете во суштина и изборите во Македонија не ги организира државата, државните институции, туку партиите на власт. И секојаш тука многу е значајно дали си на власт или опозиција. Оти тука кај нас се уште се поважни тие што бројат од што тие што гласаат. И по многу наликува на Црна Гора, знаете, имаме едно такво страснување на партијата, на државата, на службите, на криминалот, и од тоа страснување реално е многу тешко било кој друг да може да помисли дека може да победи, бидејќи вие де факто не се борите со политички противници, вие се борите со држава. На Балканот, всушност, вие имате силни партии, богати партии и мускулозни партии, но слаби држави. Тоа му се случува на овој Балкан. За ова се помалку, според мене, виновни и овие западните институции кои што ние толку ги идеализираме као демократски. Всушност, тие на Балканот направија една намерна грешка. Тие ја жртвуваат демократијата во име на некоја внатрешна стабилност. Дури во некои места јас имам чувство дека одеа уште потаму и тие сака што покорумпирани водачи, со кои полесно ќе можат да манипулират, но кои што ќе обезбедат некој мир во куќата. За Западот бар да не стрепи од тоа дека може да се случат вакви или онакви немири. Вие проблемот треба да го погледнете малку подлабоко од толку. Ние не може да се занесуваме, оти кога зборуваме за ваквите политичари, ние кажуваме едно, дека тука нема никакви елити, нема граѓанска храброст, имаме поголем дел од гласачкото тело кое што од демокрацијата ни буквата Д не ја знае, и имаме сиромав народ кој што е фатен за гуша и кој што мора да постапи како што ќе му нареди партијата. И во такви околности ви се случува ова. Ние имаме држава кај што владеат две партии ради етнички причини. Да бевме едно етничка, сигурно ќе имавме диктатура, но сега ние имаме ова двајца што владеат со Македонија и ради овие етнички причини не можете да направите еден диктатор, а двајца па не можат никогаш да функционират. И затоа е створен системот, она што јас постојано го повторам, пашата што владе и вазалот што му служи. И сега тука едино се внимават еден на друг да не му згазнат многу на жуль, за да не дојде до некое нивно недоразбирање кое што после го пренесуваат одма кај народот. Што се случува кај нас? Кога го викаат народот? Само кога треба да се спротивстават еден на друг, као опозиционери во владата. Значи, за да не се расправат тие меѓу себе, ќе пуштат 1000 албанци таму што ќе викат не сакаме црква и ќе ја срушат црквата и тие после ќе си го продолжат муабетот, ќе се договорат. Или до македонци. Или исто и кај македонците. Дури вие и те пачките, дали забележувате нешто? Тие функционираат као да се фудбалска утакмица. Тачно време кога почнуваат, имате тачно време кога се стопираат. Како е можно тоа? Значи, тука кај нас, тврдам, со Македонија не управуваат државните институции, политичкото подземје. Државните институции служат само као покритие на вистинските луѓе кои што ги движат нештата, ја играт шаховската игра во ова држава. А која ќе е таа не? Иако е денес модерно владењето на ВМРО ДПМН да се поистоветува со режимот на Слободан Милошевиќ или со режимот на Фрањо Туџман во Хрватска, мене ми се чини, почитувани гледачи, дека според начинот на владење и според бројноста на населението во Република Македонија многу послична споредбата со моделот или режимот на Мило Џукановиќ во Црна Гора, бидејќи на едно место имаме таква сраснатост на државата, на партијата, на криминалот и на службите, и тоа го прави моделот на владење на ВМРО ДПМН во овој момент безмалку непобедив на политичката сцена. Добро, како да се поразат тие две партии на избори? Бидејќи тие две партии покажуваат дека знаат да владеат и знаат да победуваат на избори без да ги решават клучните проблеми. Бидејќи обично до нивната појава, до нивната околица се сметаше дека секоја власт, решавајќи одредени политички проблеми, полека се троши и полека остава простора на опозицијата да се врати. Овде 7 години ниту едни од клучните прашања на државата не се реши. Невработеност, економски развој,
евроатлантски интеграции, меѓуетнички односи со соседи. Без малку ниту едно од тие прашања не е решено. Само Скопје 2014 се А тие партии две покажат една исклучителна умешност како да ги добијат изборите. На било кои избори да се појават, до и последните 12 години, ВМРО последните 7 години победуват и то победуват се поубедливо. Знаете што? Најмногу игрите на среќа се играт во најсиромашните држави. Диктаторите најлесно израснуваат во сиромашни држави. Зашто? Оти надежта се сведува на личноста што ја гледате пред себе, кој што ви нуди некој пат. На еден човек. На еден човек. На една сречка. Да. Се се сведува на едно. И вие повеќе и во него гледате, и татко имаше прекрасна колумна овој Арсим Зеколи, кај што тврди, што е вистина, дека на нас веќе во семејството ни се навлезени. Знаете како? Нашите деца веќе мислат дека Груевски и Али Ахмети се тие што можат да му осигурат брзо богатство, завршување на факултет без да знае се. И во едно општество, кај што таткото, кај што партискиот лидер станува поважен од родителите, оти тоа што не можат родителите, може да му ја пруди партијата, тогаш стварно станува, тоа општество се руши од внатре. Меѓутоа има нешто убаво. Ниту еден диктатор не умрел од природна смрт. Или пак не доживел смрт као диктатор. А ова е фино медицинско објаснување на одредени политички проблеми. Јас дури се чудам на овдешните наши смешни диктатори, на овие нашите двајца смешни диктатори, како не научија дека во овие балкански простори до вчера постоеше еден диктатор кој што објективно имаше сила, беше пета армија во светот. Или во Европа. Борон за Милошевиќ, меѓутоа заврши вака како што заврши. Јас некој стварно ми е смешно кога ги гледам двајцата и викам како некој не ги подсетува дека нема диктатор кој што овие дури не се диктатори. Овие се затоа рекол смешни диктатори. Дури е навреда за Милошевиќ. Дури е навреда за диктаторите да ги споредиш со нив. Владена диктатура. И вие, ако погледнете во суштина, вие знаете, меѓутоа тука најлесно може да ја разоткриете логиката која е. Да речеме Груевски што прави? Гради споменици. Прво мене што ми паѓа на памет ми е помислата дека сигурно тој као дете не имал играчки и сега си прави, нормално сега не може да купува кукли, него си гради споменици и си го надополнува тоа што му недостасува. Али Ахмети од друга страна, најверојатно, пошто многу години поминал во странство, не ги живеел некоја нешта, сега наеднаш тој станува фактор и јас го гледам дури во тие писма што ни праќа на овие странски дипломати. Тој глуми државник, тој гради држава и стварно треба човек да го почитува ради тоа. Тој е влезен во филмот и за да го извадите од тој филм е ужасно тешко. Тоа може само народот. Но народот, за жал, од друга страна, на народот му е убаво известно време додека ги гледа тие херои како играат во филмот. Интересен им е филмот. На нас албанците, да речеме сега, ни е интересно како Али Ахмети најнаш прави држава, странските дипломати се консултираат со него. Ние се мислиме дека наутро кога се будат овие странските председатели, одма по телефон го прашуваат него што правиме со албанците во Македонија. Груевски па исто, па тој се противи на цел свет и обичниот македонец вели еве што ти значи јунак. Со сите војува, никого не рецка. Така да на народот помалку и е интересен овој филм. Една вистина постои. Диктаторите не се раѓаат како такви. Нив ги прави народот. Но како ви като Холивуд има скапи и ефтини, но во основа сите се мерат дали се успешни или се неуспешни филмови. Овој наш филм е помалку трагикомец. Помалку неуспешен, знаете. Бидејќи, ако имаме две партии... Меѓутоа интересно е, да ви кажам нешто најозбилно, за нас писателите, ова е најидеалниот амбиент. Најплоден период. Апсолутно. Оти тука многу нешта одат надвор од имагинарното. Има нешта што... Вие кога ќе застанете на камени мост и го гледате плоштадот, едноставно си викате,
јас грешам, ова не е можно на 100 метра радиус простор да има 100 споменици. И да има пола милиарда евра. Или пола милиарда. И вие повторно да ги изгубите изборите, Да. вложувајќи пола милиарда евра на 1 километар квадратен. И од друга страна... Знаете, тоа покажува дека, гледате, и самиот Груевски си го потценил својот народ. Веќе тој сметаше дека може центар да го добие со пола милиарда евра вложени во центар. Не сваќајќи дека 30 евра вложени во глас во Богданци се многу поисплатливи инвестиции него пола милиарда евра вложени во центар. Знаете што, парите, например, за Скопје, потрошени за проектот Скопје, на вистина, она процентот на сиромаштија ќе го уништија. Само тие пари, да ги вложевте на нешто друго. Но има еден проблем. Народот, за извесен период можеш и да го успиеш. Оти кога му откриваш што му е она, што најлесно го успива, која е приспивната песна што најмногу му годи, му ја пееш така што му ја пее овие. Груевски ја пееше антиалбанската приспивна песна, дека јас тоа што ни го сторија 2001, јас со споменици ќе им го наплатам, али ако ме истата таа песна, дека не се секирајте, ние веќе сме народ кој што одлучува во ова. Меѓутоа, проблемот е во тоа, че го успешно, кога ќе се пробуди е проблем, како ќе реагира. Обично реагирањата се многу непредвидливи. Сакате да кажете дека тие научија филозофијата, дека една женска полесно или една девојка полесно освоиш задржува со еден пар кондори отколку со една куќа? Јасно. И што понатаму, господин Никин? Па ви реков јас. Например, не треба да одиме многу далеко, треба да појдеме до Команово, тоа е 42 километри од Скопје. И таму се покаже дека може ова власт да биде поразена ако се има доволно широк коалиционен потенцијал. Бидејќи кандидатот на СДСМ победи со албански, со турски, со ромски и во најголем дел со албански гласови. ВМРО ДПМН во изминатите 7 години или 12 години покажа дека победуваат бидејќи имат реално поголем коалиционен потенцијал од опозицијата во албанскиот или во македонскиот дел. Кај дуи секој се врзува дел на турски гласови, дел на бошњачки или не знам на торбешки гласови, дел на ромски гласови. Истото и ке ВМРО ДПМН направи коалиција со турски, со ромски партии, како велат најчоколадна коалиција во историјата на Република Македонија, и тие успеват тоа да го направат. Обидот на опозицијата да парира на тоа со една предизборна македонско-албанска коалиција беше растурен комер од сапуница. Сега трите партии кои требаше да, или трите коалиции, коалицијата околу СДСМ, Руфи Османи и Мендук Тачи, кои требаше да бидат дел од таа предизборна коалиција, кој ќе имаше сигурно за еден глас повеќе на советнички листи, ќе беше победник условно речено изборите, се губитници на изборите. Мислите е научија лекцијата? Видете, за као поддршка на А1, знаете колку мина се подпиша? 700.000. А знаете колку мина излегува да ја штита таа телевизија? Ни 70. Зашто? Тие заборавија дека со тоа не го бранат тие, како го вика Велија Рамковски, браниш медиум. Значи не постои свест, не постои разграничување, дека едно е газдата, кој што можда и нешто сторил, но не може тој да ми затвара телевизија, како ќе му текне. Или сега слушам, ќе донеле закон, не знам, за портали за ова. Ќе донесат закони се додека не настане тотален мрак. А заспаните народи, знаете кога се будат? Само кога мракот е тотален. И затоа се непредвидливи што во таа ноќ тие ќе направат. Ова секој нормален политичар треба да го знае. И тоа само да погледне из историјата што се случило, ќе види дека нема народ кој што сиот свој век сака да го помине заспан. Се буди. И тука ќе се буди. Тука нека да ја правиме првата пауза за реклами, останат уште 20 минути од емисијата, кои ќе може да ги погледнете веднаш после рекламите. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин, биокрилактив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Од сега
Може да имате само едно милениче до крајот на животот. Ајде. Од сега може да возите само еден автомобил до крајот на животот. Зошто? Во светот, во кој што мислиш дека има само една опција, ви го представуваме новиот Аурис. Најдоброто им припаѓа на љубопитните. Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да тече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја греалката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди. години трговијата е нашиот занает. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Еден Штефан Филе, две Македонии кои екзистираат во реалноста и една многу неизвестна иднина на нашата држава. Што не поклонивте бурек на Филе, бидејќи бурекот на некој начин е символ на тие медиумски демократски слободи во Република Македонија. Симит Погачар беше, не беше бурек, ама зашто не поклонивте бурек? Може би на еден подобар начин ќе му представите колку се демократските медиумски слободи во Македонија. Да бидам искрена, значи не беше планирано ништо. Нити имавме време да планираме, ние околу настанот случајно се најдовме вечерта пред неколку души таму кај што бевме. И решивме дека треба следниот ден да идеме и да го изкажеме нашиот револт према. Збунет беше. Многу беше збунет. Збунет беше. Прв пат видов луѓе од Европската унија од Брисел кои не бевте многу, бевте 7 луѓе, знаете. Но беа збунети. Беше збунет и прво се обиде да не заобиколи, не излезе за другата страна, ама потоа се попишмани, се врати назад. Затоа што не се сомневам дека доби порака од комисијата дека можеби треба со нас да се сретне, затоа што ние не бевме обичните луѓе. Значи сепак сме некои си во државата кои што се залагат за човекови права и сме луѓе кои што ја следиме европската агенда. И излезе и беше поприлично збунет, меѓутоа не слуша добро. Пораката. Ја свати ли пораката? Мислам дека ја свати, од начинот на кој што реагираше, мислам дека ја свати пораката. Од едно до друго доаѓање на Филе ние имаме еден нов медиум затворен во Македонија. Од едно до друго доаѓање на Филе ние имаме се поголеми демократски фаули во рамки на Република. И тие ни беа нас транспарентите со пораките. Пред една година сите безмалку ја прежаливме баронесата Кетрин Ештон која требаше да го решава косовското прашање во рамките на Брисел и во рамките на Европската унија, меѓутоа како што денес стојат работите почитувани гледачи, мене ми се чини дека Штефан Филе ќе помине многу полошо со решавањето на македонското прашање во споредба со госпоѓа Ештон. Филе го покри 24 декември тоа што се случи на 24 декември. Ја присили или ја натера опозицијата да се врати на локални избори, најави формирање на комисија која ќе треба да го испита случајот со 24 декември, се уште не е формирана таа комисија, денес е среда, некаде 15 часот и 30 минути, се уште нема најави дека ќе биде формирана. Дадени се 2 представници на власта, 2 представници на опозицијата, има некои спекулации дека треба да биде Родна Живковска или некој друг професор од Универзитетот Свети Кирил и Методи, но генерално таа оценка на комисијата, која е под покровителство на Иванов и на Филе, ќе треба да означи како била газена или не била газена демократијата на 24 декември. Филе одбра да го покрие тој настан. Зошто? Вака, значи, реално, ако гледате, Филе не може да напише добар извештај. Она што е договорено на 1 март, нели околу комисијата, он очекуваше дека ќе дојде тука и ќе биде готова комисијата и дека барем за тоа ќе може во извештајот да информира, значи државите членки,
дека барем таа комисија е направена и дека нема проблем не со може таа да направи комисија. добар извештај, значи ќе треба да се напише лош извештај за себе. Впрочем, значи не е само за себе. Доку лош извештај за Европската комисија. Да, ма тоа е држи во заложништво Европската комисија, бидејќи ја персонализираш Европската комисија во тие преговори со властите и опозицијата во Скопје. Апсолутно. И дали забележавте зошто он сега случајно бара, не беше случајно тоа што побара него повторно резолуција во парламентот, политичките партии повторно да седнат заедно да изгласат некаков документ со кој што ќе каже дека на европската патека се, на европската агенда. Барем нешто да има да приложи во тој извештај, затоа што практично нема што да каже во извештајот. И не само што нема што да каже, туку се става во ситуација сите оние работи за кои што беа пофалени во октомврискиот извештај за напредок на комисијата во 2012 година, сега индикаторите, резултатите се поразителни за голем дел од нив. Јас не би го жалел Филе. Тој одбра минатата година како ластик со своите изјави да ги покрие сите демократски фаули во рамки на Република Македонија. Сметајќи дека тоа ќе биде доволно стимулација за Никола Груевски да го реши проблемот со името. Апсолутно. И одбра поради тоа да биде покриено све, да биде фрлен снег врз све она што беше демократски фаул во државата. И сега гледа дека кога се стопи снегот, остана демократските фаули, остана валканите работи, а нема да биде решено името. Не би сакал да сум во негова кожа. Мислам дека тоа му е сега него јасно и затоа беше така вчера видно загрижен. Затоа што единствено нешто што може сега да даде добра слика за Македонија, а при тоа и добра слика за него и за Европската комисија е ако премиерот Груевски реши или прифати нешто барем од предлогот што ќе излезе од Немец. Значи решение за името се очекува. Добро знаеме ние тука вака во државата дека тоа нема да го видиме. Димова, па не треба да чека Немец. Доволно беше да види после 2 сати од неговото заменување од Скопје што направи владата на Република Македонија. Ги проблематизираше добиените избори во Куманово и во центар. Појасна порака до Филе од тоа не би требало никој ни да му испраќа, ни да му дешифрира што сака владата да му порача. Тоа значи дека нашиот премиер е исклучително снаодлив политичар. Мислам, кога го доведе Филе во ситуација да не знае што да прави, тоа значи дека мора многу добро да го пива. Тоа е едно, или второ дека апсолутно не му е битно, значи за имиџот на Македонија и апсолутно не му е битна Европската унија. Ние имаме еден Филе и две Македонии. Значи, еден Филе и две вистини или две слики за Македонија. Едната слика која прикажува власта, едната слика која прикажува опозицијата, и тоа што сака да го направи Филе е како да ги доближи тие две слики кои се во моментот диаметрално спротивни, морам да признам. И Филе ми се чини дека има многу поголема, дури ѓаволски потешка работа од еврокомесарот за меѓународна политика на Европската унија кој треба да го решава косовското прашање. Да, од енешна перспектива имате право, ама се обложувам дека во моментот кога Филе се фати наоро, дека не мисля за Македонија, дека не мисел дека баш до оваа ситуација ќе се најде себе си. Сега е во, како да ви кажам, мислам во страотна ситуација. Во вторникот имаше доста груби пораки кои медиумите на власта сакаат на некој начин да ги забошетат. Кои власта се обиде да ги забошете, меѓутоа никош досега не бил така нервозен, ајде да речеме, може не груб, меѓутоа нервозен. Имаше неколку посети во времето на Теото Арефи секој дипломатски наоѓаше начин како да ги демфува или да ги ублажи своите пораки. Овој Филе помалку личи на оној Филе што беше министер за надворешни работи на Чешка, кој нервозно настапи во Скопје. Да, многу нервозно. Меѓутоа има тука една друга опасност. Сега размислувам јас да сум јас на местото на Филе во како би реагирала, значи. Прво, вие не сме да напише лош извештај. Бидејќи сам себе си се не минира. Ке се обеси, мислам, никако. Така што очекувам јас дека на 16 април он ќе напише извештај кој што нема да биде многу позитивен, а во секој случај ќе треба, нели ќе биде повеќе позитивен него негативен и ќе му послужи, претпоставувам, нели, резолуцијата што ќе ја поминат низ парламентот пратениците, за да покаже дека има импулс и веројатно она со Бугарија сега договорот што ќе го склучат, тоа ќе го искористи за да направи нешто позитивно. Сакате да кажете дека Филе сега спасувајќи се себе, ќе мора да го спасува Никола Груевски? Не, напротив, мислам дека ќе не жртвува, тоа сакам да ви кажам. Како ќе не жртвува? Затоа што нема Филе сега треба да поднесе извештај некаде. Во извештајот ќе каже дека ситуацијата со Македонија е добра, меѓутоа нема на повидок, ќе каже нема на повидок никакви знаци за решение за името. И ќе побара дополнително од Советот,
Значи, ќе побара дополнително од Советот време да ја изготви рамката. Она што... Значи, говориме тоа што може да го побара во јуни. Сега, во јуни, да, точно. Ќе побара во јуни државите членки да им да му дадат мандат за да изготви дополнителната рамка за решавање на името. И ќе го добие тој мандат. И тој мандат ако го добие, дури за 3 месеци да го добие. Значи, во меѓувреме ќе излезе извештај за Македонија. Кој треба да излезе некаде октомври. Во октомври излезе извештај. Ако тој извештај укаже на ова, 24 декември е политичкиот критериум. Она што ни се случи нас за 24 декември. Да, веќе е политички критериум. Изборите, одвојувањето на државата од партијата се политички критериум. Медиумите се политички критериум. Значи, општиот заклучок на извештај од 2013 за Македонија може да биде дека Македонија не го исполнува политичкиот критериум. Ако Македонија не го исполнува политичкиот критериум, тогаш нема преговори. Ме разбирате? Значи не враќа назад. Тогаш станува излишно темата за Македонија да добие датум за почеток за преговори затоа што не го исполнува политичкиот критериум. Тоа ќе стане излишно притисокот врз Груевски за решавање на проблемот со името. Апсолутно и врз Грција. И од тука излегува чист филе. Значи не е успех тоа. Не е он виновен што ние политичкиот критериум го зезнавме. А не проблемот на името. А не името. Значи го шифта на друго место проблемот. Во текот на идната година Република Грција повторно ќе председава со Европската Унија и тука се поставува клучното прашање. Дали под спонзорство на Грција и под клучно политичко спонзорство на Бон, односно на Сојузна Република Германија, ќе може да се отвори процесот Република Македонија и сите земји на Западниот Балкан да влезат во процес на пристапни преговори кон Европската Унија, а клучните прашања, дали е тоа косовското прашање, дали е тоа македонското прашање, дали е тоа прашањето на албанците или на Црна Гора, да бидат решавани во наредните 5 или 6 години, односно да биде реализирано тоа косовско сценарио, стандарди пред статус, односно тие држави да почнат да примат пари од Европската Унија, да почнат да ги преминат европските стандарди, а дури подоцна врз таква платформа да ги решават своите клучни проблеми и прашања. Че вашите проценки се дека 2014 година може да е клучна за Македонија, бидејќи Грција председава со Советот на Европската Унија, и дека тука би може да се случи нов проект Тесалоники или Солун 2, панда на тоа што било 2003 година јуни, после кое Македонија добива преговарачки статус или земја кандидат за членство на Европската Унија. Да, затоа што јас сум убедена дека кога ќе почнеме да преговараме, мислам дека брзо ќе сватиме дека Грција и ние имаме исти интерес. Тоа значи разбојно. Дека 2014 не мора да го имаме решено прашањето на името. Туку да направиме одреден амбиент или одредена рамка во рамки на која може да биде решено тоа. Таа рамка ќе биде поглавието 36. Значи ново поглавје кој е надвор од тие 35 досегашни стандардни поглавја, кој би било отворено за Македонија, тоа е билатерални односи. Не само за Македонија, за сите. За сите. Ево, јас спомнав Македонија. Може за Србија. Истото ќе биде и за Србија односите со Косово. Апсолутно. Значи проблемот на превлака да се реши, таму ќе биде друг заклучен за closing benchmark. Меѓу Косово и Србија ќе има некои територијални билатерални други ќе бидат бенчмарк. Значи се ќе биде приспособено во 36-то поглавје. Значи да биде отворено 2014, а да биде затворено некаде 2019. Последно ќе го затвориш. 2020. Точно. Последно ќе го затвориш. Значи некој начин и не само тоа, и ќе ви помага Европска Унија затоа што ги користите институциите на системот. Значи ви дозволуваат теоретски да се примени оно што се преминуваше за Косово. Стандарди па статус. Значи овде да се воспостава стандарди, па да се има решение на проблемот со името, бидејќи ако се оди директно како што е сега, со ваква политичка конјунктура, со вакви власти, со вакви политички односи, тешко може се најде политичка партија која ќе реши проблемот на името, ако се постави како граница да биде 2013 или 2014. Не, а јас се согласувам. И ја мислам дека и во Европска Унија има свест за тоа, дека не може проблем кој што 20 години постоел да го решите вие за 6 месеци. Не знам каква рамка да направи Филе. Како веле дека вековит проблем се решава на вековит начин. Не може вековит проблем да се реши за 10 или за 5 години. Да тоа беше и она времена спогодба со Грција направена да може да функционира државата, а сепак да се остави простор да го реши проблемот со името. Мислите дека на сличен некој модел ќе се врати Европската Унија сега? Не, мислам дека сега ние го плаќаме данокот за решението што не било целосно тогаш. И затоа мислам дека Европската комисија нема да брза со решението.
и дека ќе остави малку повеќе време за да биде поудржливо тоа решение. Мисли дека Германија ќе е спонзор на целиот тој процес? Не мислам дека сум сигурна. Тука некаде крајот на нашата емисија, останете, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Возбуда која не згаснува. Новиот RAV4. Размисли уште еднаш. Дали се уште користиш компјутер од минатиот век? Нормално дека не. Тогаш замени ги старите светилки со нови штедливи. Размисли и заштеди. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Јас сум Васко Ефтов, ова беше емисијата во Центар, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде да си.